евене назад во студиото, односно во кујната, бидејќи со Антонио не успеавме да кажеме што се следува до крајот на салатата, односно Антонио ти спомена дека ќе има еден сос, еве го тука е, но сакам да ни кажеш од што се состои пред да го ставиме во салатата. Најосновен маслиново масло ставив, сок од лимон, сенф, може да се додаде лук во прав или свеж лук. Сега веќе кога мириса нели на кромит, па и лукот може да додаде. Нека оди се во едно. Во комбинација, да. Мастите ни се многу потребни за подобро искористување на некои витамини и на други хранливи материи што ги содржи салатата. Ајде да даде вкус, нели? Да го даде тој типично медитерански вкус, го додаваме на салатата. Деска го додадам цел затоа што е голема, нели, салатата. Требувало да се промеша, сега да не го расипувам изгледот, да се промеша, после убаво. И со тоа веќе имаме комплетен оброк за кој колку ни беа потребни 15 минути да го подготвиме. Да, многу брзо се направи, а ова ќе не држи сити сигурно, подолго време, затоа што има си што е потребно, колку што слушнав од се што кажа, и мастите на крај кои што ги додадовме преку сосот, така што мислам дека ова е еден одличен избор, па ако нашите гледачи не се договориле сами со себе што ќе да денес, е еден предлог. Така, не мора да се крчка нешто манџа дома, може и на овој начин да се подготви оброк. Антонио, многу ти благодариме што дојде денеска. Навистина ни ја разубави емисијата и ни даде одличен предлог на сите нас, а мислам дека и одлично ќе се најадеме и ние, така што лук и кромит мене не ми пречат. Така, ќе ми кажете после впечаток. Витамини, минерали, антиоксиданси се во една чинија. Ти благодарам многу што дојде. Ние тука ќе те поздравиме, но секако те очекуваме во нека од следните наши емисии или ние ќе дојдеме кај тебе, така што нашата дружба останува понатаму. Цеце, се враќаме во другиот дел од студиото. Јас ќе ви се придружам исто така за кратко. Ти благодарам, Антонио. Да, одлично, како што кажа Антонио, во утро мириса во нашето студио на кромит и на лук. Денеска се надам ништо не планирате. Не ми пречи ни мене и да сме планирале Цеце, ако им пречи на тие што се со нас, да си одат. Добро, ние додека го чекаме господинот Меджити да ни пристигне во секој момент во студиото, ќе продолжиме со прашањето кои што и онака ги имаме многу за вас. Марија, стигнавме до, односно зборувавме малку повеќе за твојот албум и сето на кое што го најавуваш, вадиш една по една песна, нели сето на кое што го правиш изминатиот период, но имаше една можеби непријатна ситуација која што се случи и ние медиумите ја проследивме, а тоа е дека најавивте дует со Давид Темелков, спектакуларна најава, тој се појави на твојата пресконференција, зборувавте многу повеќе за приказната која што требаше сите ние да ја погледнеме и да ја слушнеме, но Давид објави дека таа соработка нема да се случи. Што се случи всушност? Да. Скопје го сакам ради тебе, песна, песна која што е една од најубавите, најзрелите, најемотивните песни кои што ги има направено и е песна што исклучиво треба да се гледа низ призмата на љубовта и уметноста и убавината. А во оваа ситуација имам чувство дека за жал се прогледа малку и низ призмата на бизнисот. И тоа е единственото нешто што мене малку не ми прилегаше. Што се случи? Да, песната беше снимана, подготвена целосно и аудиото само не објавена. Готово, да, спотот се подготвуваше во последните денови на монтажа. Давид беше дел од мојата промоција, каде што нели го искоментиравме целиот процес на создавање. Едноставно ситуацијата настана поради тоа што бев условена на некој начин со договор кој што апсолутно не можеше да биде подпишан од моја страна. Договор кој што го добив во еуфоријата пред промоцијата. Морав да добијам стручно мислење од адвокати кои што се во доменот на интелектуална собственост, затоа што не можам да ставам подпис на нешто за кое што не сум информирана доволно. И бев советувана дека во договорот кој што ми беше даден, иако договорот би требало и да потекне од мојата страна како автор на песната, има некои точки кои што не се согласни со тоа што го дискутиравме претходно во однос на неговото гостување на мојот албум на кој што јас се јавам како самостоен издавач, не работам под никаков лейбл и многу беше јасно дека целата дистрибуција на песната ќе оди преку мене и така натаму и сите трошоци мојот тим ги превзема затоа што едноставно тоа е дел од приказната седатив. Да, во прашање беше дигиталната дистрибуција на песната, издавачките права, договор кој што имаше казна од 20.000 евра, надлежен суд да биде судот во Загреб и така некои ставки, некои членови кои што мојот
адвокатски тим рече дека не би требало ние да ги прифатиме. Изготвивме договор кој што транспарентно буквално Давид ќе имаше транспарентен увид во се што му следува во однос на дуетот. Тоа не беше прифатено од неговиот менаџерски тим и ми постави услов дека доколку тие не ја водат дигиталната дистрибуција на песната, дека ќе се исклучат од соработката, што и се случи откако веќе го снимивме спотот, јас го најавив на мојата промоција и едноставно така се случи тоа, не би ја Не, многу убаво си кажа, нема да навлегуваме многу. Исто така такви работи авторот на аранжманот Николче беше изоставен од договорот, што мислам дека исто така не беше во склоп со Не знам, едноставно принципите на работа и јас морам да кажам дека воопшто не сакав своеглаво да реагирам на цела оваа ситуација и продискутирав со луѓе кои што се дел од естрадата со години, да поберам стручно мислење за тоа што да, навистина тоа е подолго време на естрадата и навистина можеби работи знае што јас не сум свесна дека така се одвиваат едноставно. Ми беше прв дует и морав да се консултирам со искусни луѓе. Едногласно, од сите го добив истиот договор. Марија, тој договор нема да се потпише и едноставно, да, тоа е тоа, штетата се случи, јас го преработив спотот, ја преработувам песната, така што песната ќе се објави како соло песна, дел од мојот албум и се надам дека љубовта на песната, што е единствената намена на оваа песна, ќе стигне до луѓето, до публиката и дека ќе Скопје го сакам ради тебе ќе се пее и ета, приказната е се уште таква, двајца кои што се враќаат во Скопје и што си го сакаат Скопје еден за друг. Имаше интересна поврзаност со вас двајца како артисти, нели, кои што требаше да изведете такво едно парче и жал ми е што приказната има таков крај, но сепак приказната нема крај. Приказната тек треба да почне. Мора перспективата на нештото да се сменат. Така, секогаш треба да се гледа на посветлата страна на нештото. Искрено, овие песни на мене ми се многу драги и дури имам чувство дека ова некако беше една таква ситуација, ми се усмери патот да сепак да ја пеам таа песна сама. Иако тоа беше првичната идеја, така? Тоа беше првичната идеја. Јас оваа песна пред се неа направив за да ја опевам, за да биде дует, за да биде претворена во бизнис цел и така натаму. Оваа песна беше напишана додека се враќав од Солуна кај Скопје и ја напишав од убавина ја напишав песната, не од нешто што треба мене да ми донесе приход или јас треба да го гледам со други очи. Така да приказната почнува, Скопје го сакам ради тебе, ќе излезе многу наскоро и се надам дека ќе дојде убавината до луѓето. Да, добро. Благодариме на искрениот одговор, бидејќи не секој нели би сакал да објасни, но да, видете, јас треба да се биде искрени, да бидете искрени кон публиката, бидејќи публиката тоа го заслужува, нели? Јас секогаш сум рекла дека воопшто не сакам ниту да ги базирам моите изјави на некои ситуации. Едноставно сакам да зборувам само за моето присуство на сцената, тоа е музиката, единствената причина. И воопшто никогаш не би навлегувала во детали, не сакам никого, дури и да сум оштетена, не сакам да разговарам, меѓутоа едноставно морав да ја кажам и мојата страна. Треба да се слушне твојата страна. Веќе кога тој се огласи нели на социјалните мрежи, како што ми кажа ти, јас не знаев дека ете толку се расширила таа вест, затоа што воопшто ништо не објавив и дури да не ме прашаше, можеби немаше да споменам ништо. Тоа ни е работа да следиме се. Да, нормално е сето тоа. Едноставно му посакувам се најдобро на Давид, се надам дека ќе си имаат убави проекти кои што ќе му донесат многу позитива и многу исполнето време, публика и дека публиката негова ќе си го следи и како досега. Мојата публика се надам дека ќе ме засака уште повеќе со оваа песна и тоа е тоа. Многу си фина за овој бизнес, Марија, морам да ти кажам, но ако тоа е нешто што тоа е големината на човекот. И тоа е големината на една личност. Не сме ние тие што треба правдата на светот да ја носат. Јас само знам совеста моја каква која ќе си легнам дома и не можам да носам на срце, на душа нешто што на некому ќе му наштети. Апсолутно немам простор за нешто друго освен убавена во моето срце и навистина сакам да сватат луѓето дека ние тука треба да шириме љубов. Ние сме социјални битија што стварно треба да се сакаме и не можам да сватам, еве сега малку изреагирав, не можам да сватам зашто не сака некој друг да просперира, зашто не сака некој да даде поддршка, да даде љубов. Па сите ние тука твориме за македонската музика, сите ние тука имаме една мисија.
една мисија имаме сите. Не можам да сватам зашто има поделби. Тоа не јас лично искуство немам никакви лоши, ама меѓутоа гледам што се случува, гледам и многу ми е жал. И во какво време живееме, може еден ден ќе се сменат некои работи. Ете, тие што едат млади девојчиња и што ме следат и што сакаат да се занимаваат со музика, им давам љубов, им пружам љубов, затоа што знам дека мене ми значило кога некој ќе ме поддржи, иако јас сум уште имам многу голем долг пат што треба да го одам, но ете веќе имам подсобрано некој искуство. Многу е важна поддршката и треба само љубов да шириме, а сите негативности да ги отстраниме од секојдневниот. Браво. Да. Баш убаво кажано, јас можам вака мислам и Милена цела емисија да ти отстапиме, да слушаме, да испракаш своите бидејќи на вистина во времето во кое што живееме, оној што го зборувавме со Цветанка претходно, на вистина ни требаат многу млади луѓе како тебе, кои што ќе испратат сериозна порака со оглед на публиката која што ти имаш и луѓето се поистоветуваат со сите она кое што ти го кажуваш. Ни требаат повеќе луѓе како тебе. Многу ми е драго и ете се надам дека ќе го продолжам тој пат со позитивна мисла. Сум имала искушенија секакви искрено и сум мислела многу пати да се откажам. Ете ми се случувала на ден-два, на една недела да скрштам од патот. Не можеме да бидеме рамна линија, има осцилации во себе животот. Меѓутоа, поголемата слика е тие осцилации барем да осцилираат и нагоре да осцилираат. Сепак тоа слоупот не знам моментално како е зборот, меѓутоа да, само да се движиме нагоре и покрај сите падови, затоа што секој пат е само поголем замав за скокот кој што ни следува. Многу кажано. Да. Цветанка, да продолжиме со вас. Можеме ли накратко само да испратиме порака до родителите и децата кои што се соочуваат со врсничко насилство, потоа ќе продолжиме со вашите фотографии? Да, само едно ќе кажам, слушајте ги вашите деца, пошто поради толку многу програми за родителство и толку многу совети, толку многу книги и се живо и диво кои што се сретнуваме, забораваме едно што е многу важно, а тоа е да застанеш за моменти да го слушнеш твоето дете и да бидеш родител. Затоа што секој дете е различно и секој дете има потреба да биде слушнато, да биде видено, да биде разбрано. Да. Ништо не му значи на син ми ако му кажам слушај, ево една книга прочитав тоа и тоа. Да, не го слушам. Така да тоа би рекла. Треба љубов и внимание. Љубов и внимание, разбирање, мир, да се почувствува дека дома е безбедна зона, безбедна средина, можам да кажам се без да бидам осудуван, без да бидам скаран, без да бидам било што друго. И од друга страна е уште едно нешто само ќе кажам во училиштата. Навистина е потребно да се имат тимови од психолози, педагози, социолози, дефектолози, бидејќи самите деца веќе бараат да разговараат со стручни тимови, што е многу добро. Браво. Вчера баш позитивно се изненадив кога ми сподели една многу убав настан од една скопска гимназија, каде што веќе дефектолозите, значи самите деца бараат да разговараат, така да убаво би било наместо по еден да има барем по двајца. Да. Затоа што многу деца има кои што имаат потреба и веќе табута имат не е толку голема. Тоа значи дека свеста расте, бидејќи Свеста порано расте. пред 20-30 години Беше страшно. Да, и звучеше како казна. Сега ќе одиш кај психологот, и уште го користат што е постарите уште го користат. Биде мирен, баш на син ми му рекле, биде мирен или ќе одиш кај психологот. И овој рекол, нема проблем да се земам боички затоа што нема. И станал и се отишол сам. Супер. И дека, Не, добро се зачуден менуваат дека 8 годишно генерациите, дете, дефинитивно. како без разлика ја што работам, уште дури сега пред некое време. Што работи до сега. Пред некое време дозна уствари што работи мајка. Што мама беше мама. Сигурно знаел од претходно не можел да разбере што тоа Како значи. ги разграничувате тие моменти? Во кој момент да бидете мајка, во кој момент психолог? Тешко ли е, лесно ли е? Ми доаѓа природно. Не размислувам, например, сега ќе бидам психолог или сега ќе бидам мајка. Туку едноставно кога си дома сум мајка, пробувам да го слушнам. Многу сака да оди кај мене у канцеларија, кој ќе го земам, кој ќе каже сакам да отидам. Викам, окей, ајде, имам, јас се смеам, викам еднаш неделно имаш термин. правите. Имаш термин у канцеларија за тебе. Супер, може да одиме со фотографиите, Цеце, како што кажа. Мислам дека се подготвени, да. Само Ако е ова вашата прва фотографија. Да, ова е мојата прва да, фотографија. и јас викам што Да. кафе. Кафе, затоа што кафето на Сабајле ми се смее, не знам зошто, ама има ете така од време на време. Вакво некој ќе излезе. Добро. Ова е на промоција на мојот креативен дневник кој што беше во јануари. Така да имаше многу
Ова, пошто сите го користат вештачка интелигенција, решив да направам една за нова година да направам една слика така малце по да не биде класична. Ако нека си вртат фотографиите, па каде што сметаш, слободно. искоментирај слободно. Точно, ова е во Бугарија на една работилница со колеги од цел Балкан. Многу убава средба каде што се сретнавме. Ова е помалото синче во музеј, бидејќи многу сме по природно-научни музеи, па идеме еднаш-два пати. Супер. Вчера баш снимав прилог кој што треба до ден 18, бидејќи се одбележува тогаш денот на музеите, така што Еве го пак. Браво, Значи, тоа ни секоја е чест. Кај да отиде било кој град, например, мора да идеме у природно-научен музеј да видиме што има. Браво. Затоа знае за потеклото на човештвото Све и знае. пред човештвото, Ова е слика за од диносауруси. син ми. Ова е слика од син ми, каде што е птица. Затоа што се чувствувал слободна, ама доздол имал многу тешкоти, затоа што не можел да разбере македонски конкретно беше прашање. Браво. Да. Ова е прва негова фотографија на поголемиот син кој што ме сликаше во Белград. Застана, чекај мајка да те сликам, што мајка ме вика, или макина скратено. Чекај да сликам, од оваму седни така, седни вака, имаш само 6 години. Која сликаше, сликава и затоа морав да ја ставам. Одлично, да ви Пошто рече, идеш утре на телевизија, те видов мене нешто ќе има? Ќе има, викам, добро. Браво. Да. Супер. А ова е со Сузана Спасовски, со Мирко Митревски. Овде сум 3 години. Една од подрагите фотографии, да, беа во Домот на културата, многу ги сакав и нив двајцата, бидејќи татко ми беше музичар и постојано имаше кај нас некои личности кои што дека имате споменато, да, познато ми е. Така да. Ова фотографија исто на син ми кој што сака да фотографира, како што видовте од претходно, исто ми рече бубамарата да ми ја ставиш, викам добро, ќе те ставам бубамарата. Значи има некоја уметничка нота. Ова од свадба. Малце да видам со црвена коса. Овде имаш интересна случка бидејќи задоцнив на сопствената свадба. Навистина. Да, навистина, задоцни. Многу задоцни. Затоа имате Многу колку задоцни. среќа во бракот. Точно. До 10 минути се Ма толерира. како до сетина тргнав до Миладиновци, викам леле го заборив Бидермајерот, имаш ми се врти, тогаш не беше направен до Свети Николе автопатот, туку Куманово мораш да идеш. И викам се враќам назад. Кај се враќаш назад? Викам по Бидермајер. Оди бе од Куманово ќе купиме успат. Бе каков успат? Викам враќа се назад. Жените зашто се дотерале? Требаше во 12. А од Сабеле фризерката ми се јавува и вика: "Слушај да ти кажам, многу сум болна, не можам да ти направам фризурата." И ја викам: "Па добро, ќе викнам некој, ќе ми извитка, ќе ставам и ќе се нашминкам и готово." Како бе вика така, тука сум уште од 6 сат, доаѓа ваму, вика види каква невеста, нема како. Тоа ти се вика психолог. И така, си задоцнив на свадбата, доаѓаат по невестата уште не облечена. Овде првиот интернационален филм фестивал за арт терапија во Македонија кој што беше лани, со Митко Панов, режисерот, Ана Чучкова, професор доктор и Горан Стојчетовиќ. Овде во Охрид на една убава работилница со 50 купно жени кои што работеа на отворено. Навистина многу убава работилница излезе. Ова е на Тара со колеги арт-терапевти таму каде што си игравме како деца, бидејќи тоа ни беше инструкцијата, бидете деца. И ние игравме деца, правевме снежковци, самававме со топки, иако сме по 30-40 години. Ова е пеев едно време. Пеев. Така на 20 години. Ама се одлучив дека тоа не е за мене, затоа што кога ми рече сакаш да идеш на музичко, мораш да научиш пијано и клавир, ја реков нема шанси. Не. Нема шанси да научам, не ме бива. Да. Ова, ете сум пак со микрофон, нормално, 3 години, мајка ми, татко ми позади, каде што обавезно ми беше микрофонот уклучен во термото долу, пошто мораше да биде уклучен некаде, не може така да не е уклучен. Не знам дали имате... овде беше интересна случка, ми дојде една професорка од Латвија на гости и кај да одев тој ден со неја, само мачки околу мене имаше. Ја не знам што беше со мачките и со мене тој ден. Значи буквално и да застанев, еве си стоеше со мене. Еве ме на тапаните на татко ми, уште ги чувам дома. Скршив еден лустар на мајка ми, мамо извини, ама тоа е, пошто на крајта кога скршив ме гледа татко ми ми вика: "Слушај, ти си мултиантиталент за инструментите, молам не фаќај веќе ништо." Така да, ама научив. На крајот од денот научив. Ова е мојот прв метод кој што е саќавање, работа со траума, кој што е во Белград промовиран, многу добро помина. Што имам друго стајано? И толку. Ако не се лажам, тоа е последната фотографија. Одлично, Цветанка, благодариме, бидејќи минатиот пат имавте само професионални фотографии, сега малку повеќе да зирнеме во вашата приватност. Благодариме многу. Во меѓувреме ни пристигна господинот Изет Меджити. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро,
Добро ве најдов. Како сте? Добро. Да немаше гужва во собата. Па имаш. Малку? Има постојано, особено овој период, но на крајот од денот дојдовте. Имате навистина убав повод за кој што сте денеска во нашето студио. Верувам дека ви е агендата набиена со оглед на тоа дека утре сабота ќе се одржи основачки конгрес на Влен. Па јас сакам да прашам, ќе добијат ли македонските граѓани нова моќна партија? Па, мислам дека во ова подневје навикнати беа на поделби, на фракции, на ова е реткост да од повеќе бои по повеќе политички партии да се до сега функциониравме како коалиција, но сега и тоа се надмина, значи ќе биде едно како Влен и мислам дека тоа ќе придонесе за поголем учинок во македонската политичка сцена. Политички коректно. Да, политички коректно. Зошто вие и Билелка сами? Сега значи имаше 5 политички партии внатре во Влен, има и соработка и со Движењето Арборија. И мислам дека ова е преодна фаза. Прво покажавме дека можеме, значи заедно и во моментот кога се обединени како опозиција, значи се скрши монополот од дуи тие 20 години, се воведе конкуренција и во албанскиот кампус. И се мислам оди полека, значи како пандан, значи како и во македонскиот блок две силни партии и мислам дека тоа по-здраво, значи бидејќи сегаш има јака опозиција и тоа придонесува значи за борба на идеи, на програми Да, добре, и на крај значи тоа е придобивка за граѓаните и гласачите. Се одлучивме за ова и ова е новост, мислам дека не е измислено од нас, значи тоа функционира во европските држави, посебно во Германија, Скандинавија, па дуи и во Република Косово, значи Левизија Гудзо, тоа движењето на Вјоса Османи, сегашна претседателка на државата, и таму има 20 претседатели и поделба на одговорностите во тешки околности, значи подруго е значи 20, значи да имаш каде да се ослониш или пак во исто време, значи кога тоа функционира е подобро од едно. Но ова не значи дека е дефинитивно, може понатака, значи да биде и со еден претседател, но од 5-6 лидери на 20, мислам и тоа е голем чекор, но може и да биде успешен пример и да биде пилот проект кој што може да функционира и во Македонија. Треба ли Дуи да се плаши од Влен? Па, мислам дека не очекува ова, дека прво може да се споиме, па второ да обстанеме и цело време на тоа игра дека ќе се распрачат, ќе се поделат, но напротив, значи Влен од утре е едно. Нас ни е фокусот кај гласачите, реализација на програмата, идеите, помалку, значи, кон Дуи, вечи тие се минато и вака, мислам, нереформирани не се опција за да се вратат. Добра, бидејќи вие во моментов сте актуелен градоначалник на општина Чаир, да ве прашаме нешто и за општинските работи во Да, Чаир. бидејќи не застана таму работата, сигурно има многу работи кои што и таму треба да се решаваат се уште. Да, од тука, значи, треба да се вратам од Чаир, па после во Струга за Влен. Тоа бидејќи цело време, значи, удират на тоа дека се деградира албанското прашање, не функционира Охридскиот договор. Еден од столбовите на Охридскиот договор е токму децентрализацијата и тоа, значи, како европска вредност, бидејќи тоа го има во европските градови, го има во Соединетите Американски држави, значи, бидејќи е најблиска власт до граѓаните и најлесно се решаваат проблемите. И ако ова е едно од столбовите на Охридскиот договор, тоа е очигледно видливо дека како никогаш порано ова влада ги поддржува општините. Тоа го чувствува и од унгарскиот кредит, но го чувствуваат и од други фискални друга димензија на фискална децентрализација. Тоа може да се потврди што во Чаир, кој што е мала, но густа општина, кај да се вртиш, значи се работи. Моментално се работи во 15 точки, тоа се 15 капитални инвестиции, ги има и големи, мали, средни, и мислам тоа секојдневно го менува ликот од Чаир.
Добро, пред да продолжиме со фотографиите на Марија која што не очекува, сакам да ве прашам дали имате нешто друго кое што сакате ексклузивно денеска да го споделите во однос на новата партија Влен? Мислам дека Баш сте воздржан, не случајно ве прашувам. Не, најмногу освен ова персонални решенија како ќе изгледа со 20 претседател и тест на претседателство, мислам дека што не е карактеристично за албанскиот блок, и до сега имаше тематски партии, Влен е центар десно, значи десно ориентиран, акцентот ставен на поединецот, на вредностите, на помала улога на државата, повеќе кај поединецот, но тоа ќе го продолжиме, но и тоа покажува дека Влен значи не е тематска, туку десно ориентирана и најверојатно мислам многу брзо ќе претендираме како и сите други десни партии да бидеме во европските сестрински партии. Одлично, благодариме многу за сите политички коректно одговорени прашања. Ќе продолжиме ние со малку музика. Може би ќе има дополнителни некои информации, нели? Се разбира, Карол биде тука за да го сподели сето она кое што вие ќе го имате како ексклузива, особено во утрешниот ден. Марија, продолжуваме со твоите фотографии да видиме што ни подготви, какви седативи не очекуваат. Седативи. После темпераментот. После темпераментот, да. Имаше тука и други песнички Да, темпераментот, Насловите некако се наврза еден на друг. Дефинитивно. Ова е од најновиот спот седатив. Да, фотографија. Ова е една моја рутина во Солун. Секојдневно трчам покрај море и е нешто што премногу ме исполнува. Ова е моето секојдневие во Солун. Често пати си правам фотографии така покрај во тој амбиент таму енергијата ми е секој пат преубава. Ова се спремав за испит, аутфит чек. Да, Аутфит чек. Антистрес пред испит. Никогаш не сум под стрес за време на испит, затоа што не знам. Знаеш. Па да, искрено многу се спремам и постојано се подготвувам за испити, така да секогаш сакам да се чувствувам убаво кога полагам. Ево од претходниот семестар. Инаку денес пропуштам церемонија за доделување на најдобрите студенти награди, да, моментално во Солун се случува тоа и уште две вакви дипломи ме чекаат. Благодариме што не избра Наси покрај ваква спектакуларна. Да, ова е од последниот сингл пред албумот Забрането. Така е. Да, фотографија. Ова е од мојот 20-ти роден ден, оваа година 21 ќе си правам здравје во октомври. Во октомври? Да. И си вага некоја? Вага, да. Тешко ти е да балансираш во живот. Ова е теретаната која што се наоѓа во Солун, каде што одам секој ден и имам едно милион слики од тука. Си го гледам прогресот и се мотивирам. Ова е единственото нешто што бескрајно ме радува, тоа е снимањето во студио и посрекна сум тука отколку било кое друго место на светот и од она покрај море и од теретана и ништо не е споредливо со ова. Инаку тука ја снимам Скопје, го сакам ради тебе. Ете како се погоди баш. Така да. Со многу големи емоции пеев, така да behind the scenes од ова снимање ќе објавам секако на Цела социјалните драма, мрежи. мислам дека едва чекаме да ја слушнам. Да. Нема драми, само убавени. шегу. Да, ова е една фотографија, чисто правам вакви фотографии на огледало, ова беше во Париз лани. Си бара Инстаграм вакви фотографии. Да, ова е исто така еден секојдневен настан што се случува, кафенце, сонце, белешки од факултет и тоа е така си го исполнувам секојдневието. Ова е една фотографија од нашиот преубав Охрид, морав да ја ставам. Полна со насмевки, баш Охрид секој пат ме потсеќа на убавени и затоа и сакав да биде дел од објаснувањето на мојот живот. Да, супер, баш убаво. Ова е студио, уште еднаш, само што треба да се звртиме малце, да. Вртите ги Уште едно вашите студио монитори. и тука носам ночари, тоа сакав да покажам дека и очила носам, ама не се објавам многу често. Ова е исто така еден фит, мача, кафе, тоа е тоа.
Во бело, доста често сакам да бидам облечена. Ова е настап со Македонската филхармонија, мислам оркестарот во Македонската филхармонија како дел од проектот Македонија во срцето носиме, еден преубав настан, завршниот концерт од првиот проект, мислам првото издание на Македонија во срцето носиме, преубави импресии имам од тогаш и навистина беше чест да се дели сцената со такви уметници како оркестарот. Браво. Браво, Марија, на вистина. Ти благодариме многу и тебе за фотографиите и за сите мудри мисли кои што ги сподели во денешното издание на Здраво Македонија. Нема проблем, секогаш кога ви треба нешто, јас сум тука. Ако треба со онлайн ќе се Па не си одлучена, буквално си секогаш тука за нас, немој. Аха, мора да се такви важни настани да испушташ, но ти благодариме секако што ме одбрана. Мора да се отстапи во некој момент, да приоритетите сепак си ги бараме, нели, нешто ќе трпи, но на крајот од денот е важна сатисфакцијата што ја добивам со тоа што се образувам таму каде што сум, така да понеделник ќе си ги подигнам признанијата, не е страшно. Таму се не бегаат, тебе те чекаат, твој си се. Супер. Господине Меджити, некако накратко ни дојдовте, но најважните вести ги споделивте. Ви посакуваме и вам многу среќа. Верувам доста често ќе се гледаме во Канал 5. Ве чекаат сигурно колегите на дебата, можеби ќе се расправате со Иван. Ќе се одлучите вие, ќе се договорите. Така. Секојдневие, мислам. Одлично, ви благодариме во секој случај. Цветанка за сите совети и вам кои што ги споделивте со сите наши гледачи. Верувам повторно ние ќе се гледаме, ќе споделуваме уште повеќе за тоа како треба да се грижиме за менталното здравје, како да внимаваме на своите деца, на учениците и генерално да бидеме добри луѓе во нашето општество. Да, само сакам на крај, еве, вака јавно, почнува само недела на арт-терапија за бесплатни настани, кои што се настани, предавања, работилници, со вкупно 20 на број, со предавачи од Македонија, меѓутоа и од Франција, Шпанија, Полска, Германија, Бугарија, така да кој може и кој сака, ќе бидат онлайн и во живо, слободно може да побара на арт-терапија и да се Одлично. Ви благодариме многу. Благодариме. Ние повторно ќе дојдеме, ќе проследиме се што вие работите. Во продолжение слушаме Седатив, потоа се враќаме во студио.